Уставните измени за внесување на бугарското малцинство што се пречка на патот кон Европската Унија ќе почекаат, нема да се брза со решенија кои задираат во македонскиот национален идентитет, а една од опциите е тие да почнат да важат откако ќе влеземе во Европската Унија. Предлогот за уставни измени со одложено дејство, што веќе е консолидиран став во владината коалиција, е прифатлив и за председателот на Собранието Африм Гаши, кој рече дека додека се чека во Бугарија да се формира стабилна политичка влада, се разгледуваат различни решенија за одблокирање на евроинтеграциите, кои ќе бидат прифатливи за трите страни – Македонија, Бугарија и Европската Унија. Што се однесува до уставните измени, ќе настојуваме да имаме поактивна улога во делот на уставните измени, што се однесува до решавањето на од почетокот на тој процес, тоа зависи од политичките структури и не само на нашата држава, тоа е мултилатерално прашање и во моментот кога ќе имаме на повидок решение, се надевам набрзо ќе започне процедурата како што е предвидена со устав. На првиот брифинг со новинарите откако е избран за собраниски спикер, Гаши увери дека ќе биде транспарентен и отворен со сите. Показател, вели, е тоа што ја ставил како прва точка на дневен ред неговата интерпелација, по која пратениците ќе расправаат на 3 септември. Барањето за интерпелација на Гаши е поради молитвата во собранието на седницата за Сребреница, случајот на аеродромот и косовската председателка Вјоса Османи и тоа што замина на свадба во Косово со службено возило и обезбедување. Гаши не смета дека ги прекршил законите и во трите случаи уверува дека постапил совесно и одговорно. Од морален аспект дека мислам дека сме јас лично и обезбедувањето во собрание, што е во собрание во аеродромот, избегнавме инцидент кој можеше да има поголеми последици. Секогаш кога ќе треба да се зближува, да се смирува ситуацијата, јас ќе настапувам и секогаш ќе бидам тука да бидам за доброто на граѓаните, да нема конфликти, да нема инциденти. Додека се крчка новиот план за работа на собранието по одморите од септември, Гаши очекува да има најмалку по 3 или 4 пленарни седници во месецот. Секој понеделник е резервиран за координација со пратеничките групи, а секој петок ќе биде отворен ден за граѓаните, кои пратениците ќе треба да ги сослушаат и да изнајдат решение за некој проблем со кој се соочуваат.